Ćao на сите и добредојавте назад на мојот YouTube канал. Нов ден, ново видео. Како што гледате по насловот, денеска одлучив по 7-ми пат да реагирам на ваши тајни. Како и секогаш на Instastory во боксот што го поставив, барав од вас со мене да ги споделувате вашите тајни. Јас ги одвив најинтересните, пристигна навистина многу. Меѓутоа, само најинтересните ќе ги прочитам денески, нистите ќе реагирам. Сите овие видеа се анонимни, така што нема потреба да се грижите. Ова важи за еден од вашите омилени серијали кој јас го терам некако со задоволство. Преди официјално да започнам со денешното видео, не заборавајте да оставите лайк. Не може да почнеме веднаш. Првата тајна вели: ја сликав комшиката низ прозорец гола како се бања. Тоа, драг мој, ти се вика манијак. Нарушуваш приватност на луѓе, мислам не е окей. Следната тајна вели: со другарка имавме ист бивши, една вечер сите тројца седевме и еднаш таа, па еднаш ја се лапавме. Господе Боже. А могли смо троје. Добро. Првиот дечко го имав на 11 години. Добри, што правевте на 11 години? Зашто толку мали? На 11 години треба да бидеш дете. Значи, еднаш во живот си дете. Еднаш, не го заборавајте тоа. Ке се сеќавате еден ден кој Чичко Марио ви збореше како еднаш во животот сте деца. 11 години ти треба да бидеш дете, а не да имаш дечко. При тоа, што со тој дечко правиш на 11 години, бе? Додека имаме онлайн часови, јас си го... Ете зошто Марио е против онлайн настава. Ете. Окей, следната тајна е малку посериозна, така што ја ќе бидам посериозен. Вели: кога сум нервозна, се повредувам самата себе си. Please help. Па ја реално не можам да ти помогнам. Ништо во животот не е вредно повеќе од нас самите. Нашиот живот, нашата среќа, нашата иднина, небитно. Сите ние понекогаш сме нервозни и тоа е сосема нормално. Емоции се упрашање и апсолутно те разбирам, меѓутоа не го разбирам делот со повредување. Од каде потребата и што мислиш дека ќе се случи и смени на подобро доколку ти се само повредуваш? Ништо, верувај ми. Кога веќе имаш право на избор, барем не го прави ова. Така што топло ти препорачувам ова твоја мака да ја споделиш со некои твои блиски луѓе, најдобра пријателка, сестра, брат, мајка, татко, баба, дедо, небитно. И доколку имаш стварно некои посериозни проблеми, да поразговараш со некој стручно лице. Следната тајна е хит. Вели: имам 34 и ве следам сите вас јутубери. Па хит. Во тоа нема ништо лошо, ја тој стереотип не го разбирам. Ако баби на 70 години гледаат турски серии и на тој начин си го исполнуваат слободно време, што има лошо во тоа жена од 40 да влезе на YouTube и да пушти некој јутубер или јутуберка која пласира соодветна содржина на твоите интереси, например. Апсолутно те поддржувам и ми се допаѓа што си искрен и со себе и со сите нас, затоа што многу луѓе не гледаат, а се фолираат и некако егото не им дозволува да споделат општо, да признаат дека не гледаат. Пушам цигари, а моите знаат дека ги имам оставено. Па во овој случај ти не ги лажеш родителите, туку се лажеш себе си. На нив твоето пушење веројатно не им менува ништо, освен што претпоставам дека им е подраго ако не пушиш. Валјда си пушал некад, па си ги оставил и се па се криеш, Господи Боже. Добро. Следната тајна вели: имам 11 години, а се уште не сум имал симпатија. Го пишуваш ова, човече, кога да имаш 111. Прерано е, мислам, тоа не ти бега. Уживај во детството. Ме бакна мојот најдобар пријател и ми кажа дека ме сака, а јас него не. Што да правам? Па дај му до знаење дека не го доживуваш на тој начин. Со тоа што тој те бакнал и ти кажал дека те сака, исто така ти дал до знаење дека не ти е најдобар пријател. Туку те доживува како нешто повеќе од тоа. Или вашиот однос ќе прерасне во нешто повеќе од пријателство, или постои голема можност тука да заврши, затоа што доволно е само еден да ги форсира работите и односот да биде нарушен. За прв пат добив месечен циклус, но не и кажав на мајка ми. Why? Следната тајна вели: се фатив со бившата на мојот најдобар другар. Зашто као? Си ги нарушуваш односите со најдобар другар, као да не постои друго девојче на светот и баш со неговата бивша најде да се фатиш. Не сте ми јасни никако.
Барем малце да размислите пред да ве стигне тој сексуален нагон. Не за џаби имаме разум, као. Следната тајна е исто така сериозна. Вели, поради тоа што мајка ми е конзервативна личност, често лажам со кого излегува. О да, ова е сериозен проблем и со ова верувам дека се соочуваат многу особено тинејџери и во овој случај јас ги обвинувам родителите, во твојот случај мајка ти, затоа што самите родители ни се поставуваат така да сме принудени да ги лажеме и да криеме нешто од нив. И тоа никогаш не ми било јасно, затоа што наместо како родител да си направиш услуга за детето да биде поотворено со тебе и да биде искрено на крајот денот, ти од сам старт му поставуваш некакви граници, го казнуваш, му даваш забрани, немам појма. Нормално е детето да ти излаже, да манипулира со тебе и никогаш да не биде искрен. Тоа е заслуга. Следната тајна вели, сакам двајца во исто време, но не знам за кој да се одлучи. Ја мислам дека треба да ги баталиш и двајцата и да си најдеш некој трет, еден кој стварно ќе го сакаш и почитуваш, затоа што во овој случај ниту еден од овие двајца ти не ги почитуваш затоа што имаш двајца. Конташ? А штом некого не почитуваш, тешко и да го сакаш онака вистински. Извини вака, многу се срамам што ова го пишувам, но многу сум влюбена во тебе, во мене. Хит. Ali ne znam kako da ti pomognem. Tebe tek ti nema pomoć. Ne, šalna strana. Drago mi je što to je tako. Valjda. Следната тајна вели, мастурбирам на машки, дај совет, страх ми е да не дознае некој. Како може да дознае некој дека ти мастурбираш на машки? Мислам, валјда тоа ти е у глава додека мастурбираш, не знам, или гледаш видеа некаде, нешто. Генерално, што и да гледаш, што и да мислиш, никој никогаш нема да дознае ако внимаваш. Каде и кога мастурбираш, така што ето тоа ти е мојот совет. Следната тајна е хит кој ја да сум ја напишал. Понекогаш се зборувам сама со себе. Супер. Па тоа е здраво, додека за тоа си свесна. Не се добри ментално оние кои зборуваат самите со себе, а не се свесни дека зборуваат самите со себе. И сосема окей е да зборуваме самите со себе. И ја многу често зборувам сам со себе, али од аспект на се преиспитувам, се организирам, се запрашувам дали постапив правилно, како да постапам, како да се извинам, како да поправам. Контате. Тоа е разговор сам со себе. И мислам дека тоа е сосем окей. Не знам да зборувам, затоа ми ја дозов и се извидувам што јадам букви. Следната тајна вели, имам лажен женски профил и на машките им пишувам да си го сликаат машкиот полов орган. Господе Боже. И дали барем ти го слика? Мислам, хит, зашто го прави тоа така? Само немој на мен да ми пишуваш. Фала, пошто не правитам такви слики. Барем не на Инстаграм. Okay. Следната тајна вели, имам 16, а немам first kiss. Па и тоа е сосем окей. Следната и последната тајна вели, имав секс со братучетка. Зошто ја одбрав оваа тајна? Затоа што 90% од тајните беа поврзани со братучеди и братучетки. И ја претпоставам дека тие тајни уопште не се точни. А ја пробувам на еден вистински начин да ги селектирам тајните и избегнувам да читам тајни и да реагирам на тајни за кои што сметам дека не се вистините. Претпоставам дека и некои од тајните што ги прочитав денеска не се вистините, меѓутоа ја би поверувал во нив, затоа што реално не ме познавам лично. Меѓутоа, ова тајна мислам дека не е вистината. За 8-миот дел од ваши тајни апелирам да не ми пишувате дека сте уврска со братучетка, дека сте имале секс, дека не сте знаеле, затоа што буквално сите го пишувате тоа, а ја не пијам нафта. Затоа што сум ги гледал и видеата на останатите јутубери кои снимале ваши тајни. Истите тие тајни се појавуваат и таму. Така што, молам, не пишувајте глупости само за да се најдете во моето видео. Меѓутоа, суштината на видеото не е да читам лажни тајни, не исти да реагирам и сите да паѓам у несвест, затоа што ако измислуваме тајни, барем да бидеме хардкор. Се надам дека ме разбравте. Доколку сакате да учествувате во следниот дел од вашите тајни, не забравяйте да го следите мојот Instagram профил, таму ќе објавам на Storybox, кој што од вас ќе барам да ги споделувате со мене вашите тајни. До тогаш не забравяйте да го лајкнете видеото, да се претплатите на мојот YouTube канал, доколку сте уште не сте претплатени, уште јадам букви, затоа ми носот не можам да зборам. Ајде се одјавам дур не сум скренал начисто, се гледаме утре во исто време на исто место.